Стотина најмлади фудбалери од 4 фудбалски екипи кои се надпреваруваат во детските регионални лиги учествуваа на вториот поред турнир во мал фудбал Свети Атанаси, чиј домаќин и организатор беше фудбалскиот клуб Младост Тошев од Оризари. Покрај домаќинот, учесници на надпреварите беа и екипите на Фудбал Старс од Кочани, Слога 1934 од Виница и Постолов Пандев од Штип. Иако се најавуваше и учество на минатогодишниот севкупен победник, екипата на Young Boys од Неготино, од оправдани причини годинава тие не дојдоа во Оризари. Учесниците на турнирот се надпреваруваа во пионерска конкуренција во 3 категории, односно за деца родени 2006, 2007 и 2008 година. Патрон на Оризари Свети Атанас Велики, тоа беше мотиво да организираме овај турнир во сала. Помогатели се општина Кочани, бизнис сектор од Оризари и Кочани. И ние. Има многу талентирани фудбалери и од трите генерации. Сите вие се надпреваруваме во детската лига Исток, има голем потенцијал, треба голема работа и помош од општината. Во финалниот надпревар за пионери родени 2006 година играа Младост Тошев и Слога 1934, а по нерешениот резултат од 1:1 во регуларниот дел, подобри во изведувањето пенали беа Виничани и го освоија првото место. Кај генерацијата 2007 во финалето играа Младост Тошев и Фудбал Старс, при што со минимална победа од 4:3, првото место и припадна на екипата од Кочани. Во најмладата категорија фудбалери родени 2008 година, за првото место играа Слога 1934 и Постолов Пандев, а штипјани беа поубедливи и со 5:1 ги совладаа Виничани и го освоија првото место. Признанието за најдобар играч во генерацијата 2006 му припадна на Гораст Митев од Младост Тошев, во генерацијата 2007 на Ненад Малинов од Фудбал Старс, а кај генерацијата 2008 за најдобар фудбалер на турнирот беше прогласен Бојан Велков од Постолов Пандев од Штип. За најдобри голмани по генерации беа прогласени Лазар Иванов од Слога, Никола Арсов од Младост Тошев и Филип Лазаров исто така од Слога Виница.